Здравието на децата пред се, затоа треба затворање на градинките и целосна онлайн настава во училиштата, бара првата детска амбасада во светот, меѓаши. Амбасадата смета дека новите мерки на владата и Министерството за здравство не влеваат доверба, а со тоа децата и наставниците се изложени на голем ризик од коронавирусот. Поддршка добиваат и од родителите. Како што гледате, пандемијата продолжува, ковид кризата 19 ги засега многу граѓани и се соочуваме со првите знаци дека здравствениот систем целосно ќе колабрира покрај сите напори кои здравствените работници ги вложува. Сакаме да наброиме неколку загрижувачки работи од информациите што ги добиваме во последниот период од граѓаните. Се заоструваат критериумите за хоспитализација на болни лица, станува речиси невозможно болно лице да биде хоспитализиран иако е во лоша состојба, се додека состојбата драстично не се влоши. Од меѓаш исто така велат дека загрижува што и потенцијално заразени дечиња и здрави се прегледуваат во иста просторија. Дополнително на ова на телефоните во болничките оддели и на телефоните на кои се закажува тестирање, никој не одговара, потенцираат од амбасадата. Луѓето од потесниот семеен круг на заболените кажуваат дека не добиваат известување за самоизолација ниту насока како треба да се однесуваат, дали треба да се тестираат и така натаму. До детската амбасада меѓаш постојано пристигаат барања за помош и донации од медицинскиот персонал, зашто ние соодветно веќе неколку месеци ревност одговараме, при што досега најчесто беа барање за донации за заштитна опрема, маски, скафандери, но пристигаат и барање за волонтерска помош, што особено не загрижува. Тоа укажува дека здравствените работници се оставени сами на себе. Има недоволен скрининг на населението, поучително и наставници од основните училишта, учителките од градинките, што е причина за голем број позитивни случаи на изолација, карантина децата. Од детската амбасада велат дека недостасуваат информации за бројот на позитивни случаи на деца заразени со COVID-19. Нема ниту вкупен, ниту на дневна основа. Според нив потребно итно делување на сите во општеството, тргнувајќи пред се од владата во насока на мобилизирање на сите ресурси и поставување на здравството како приоритет, вклучително и заострување на мерките.